пак продолжуваме повторно во студиото. Сузе веќе ги пречека и вторите наши гости. Драго ми е што имам можност вака одблиску да ја видам и Снежана Сани Богдановска, нашиот прв професионален моден новинар, но се разбира и наш познат супер модел уште од времето на Југославија, да кажеме, да. Од минатиот век. Од минатиот век, но се уште убаво изгледате токму баш како модел. Тоа е препознатливо и секогаш се носи во животот. Да. Добре ни дојдовте, исто така и за Анастасија Богдановска, која е моден новинар и продуцент. Интересна тема, Сузе. Така е. Да, ќе имаме можност да слушнеме нешто убаво. Се дел од женската сила гостинска. Денеска примети и ти дека само со дами денеска ќе се дружиме и уште една дама очекуваме во 9 часот. Добре ни дојдовте. Добро најдовме сега. Сани, драго ми е Стеси што ќе проговориме за нешто што вие толку многу посветено го работите, нешто што и јавноста будно го следи, особено сите оние кои што се дел од македонската мода, за интернационалниот Институт за мода Изет Цури. Не верувам дека има човек кој не знае и не чув, впрочем ние и многу често сме говореле во нашава емисија и овој пат, крајот на јуни беше тајмингот во кој што го организиравте онаа завршна ревија на студентите, овој пат поврзана со модата и филмот, така нели? Да, тоа беше последната тема. Инаку, да, тоа е традиционална модна ревија која што завршна модна ревија на студентите на институтот. И секоја година си имаат зададена тема на која што нели треба да одговорат. Оваа година беше можно инспиративна темата модата и филмот. Да, така е. Стеси, ти си вклучена како продуцент во сите овие случувања и верувам дека од година во година градиш искуства плюс, нели? Што ново внетна оваа година? Активностите оваа година навистина ми се намножија кога станува збор со соработката со институтот на господинот Изет Цури и беше навистина задоволство да работам одблиску со студентите и тоа овој пат беше процес кој траеше малку подолго, значи со месеци го следевме нивниот развој, нивната инспирација, начинот на кој што работат на изработката на моделите и како тоа навистина размислуваат да го пласираат и да го прикажат на самата модна ревија, затоа што навистина работеа дури на моментот на стајлинг, на прикажување, на видео кои што ќе бидат вклучени од страна на филмовите, нели, кои што им биле инспирација. Каква задача им беше зададена? Нешто многу интересно им беше зададено на сите модата учесници. И филмот за секој од студентите имаше можност да се избере еден филм по кој што ќе работи на една креација, на еден дизајн. Буквално од инспирација до целосна изработка, како што спомнав и до моментот на стајлинг и на прикажување на модна ревија, до моментот на кастинг, значи во секој момент учествуваа студентите и беше навистина интересно каква селекција направија на филмови од оние кои што на прва веднаш ни текнува, нели, кои што не знам, Matrix, Lord of the Rings, Harry Potter, оние кои што се највообичаени, можеби што веднаш ќе би ни паднале на ум, но имавме и од некои постари легендарни филмови и Breakfast at Tiffany's и Funny Face, Audrey Hepburn. Тие што се evergreen што представуваат, така, нели, што никогаш не излегуваат од мода. Да. Кога се говори за филмот и за модата, неминовно е дека и во модата сакаме да имаме потреба да направиме конкретен филм, ама и во филмот секогаш не можеме да ја изоставиме модата и просто тие се многу тесно поврзани и се во некои причинско-последични релации. Сани, колку твоето долгогодишно професионално искуство во ова сфера, во модата, ти даде можност да го поедноставуваш филмот кога станува збор за да ги осмислиме деталите, да имаме се буквално вклучено, а да при тоа не ги искомплицираме нештата, бидејќи понекогаш е навистина невозможно на сите детали да се обрне внимание. Па добро за деталите. Во принцип сите знаеме колку филмот има влијание врз она што се нарекува секојдневен живот или врз модата, да речеме. Секогаш инспиративен, да не набројуваме колку култни филмови влијаеле од Breakfast at Tiffany па не знам до Matrix. На една цела генерација, можеби, нели, колку влијаат врз инспирацијата на дизајнерите и колку денеска
и после толку време. Да. Па и најновите, значи секогаш и новите филмови, оние кои што се и блокбастери и актуелни, секогаш оставаат трага врз она што е живот нели на улица и врз брендовите, во зона што се купува по продавниците, така да тој ланец нели од дизајнерите кои што ја пренесуваат инспирацијата па до уличната мода. Така е. Стеси, ајде раскажи ни како се течеше, 26-ти беше денот кога стартувавте во Кино Милениум, така? Да, јуни во Кино Милениум, малце нетрадиционална писта, модна писта. Како падна изборот на оваа модна писта? Моравме нешто да направиме што ќе излезе од контекстот на вообичаени модни ревии. Сакавме навистина да доближиме нешто што се случува на светската модна сцена, бидејќи сме навистина сведоци на ревии кои што се случуваат во театри, кои што се случуваат во галерии, на тој принцип и нормално темата самата си повлече дека сакавме малку да излеземе од вообичаената матрица на размислување во мода кога станува збор за тука локално кај нас. Модата и филмот како нели локација која што се беше најпогодна конкретно за модната ревија се покажа Кино Милениум, иако малку ги прошетавме и останатите кина, со тоа што направивме фотосесија во Киноверзум, па потоа по ревијата имавме изложба во Кинотеката на Македонија. Малку ги покривме, нормално, бидејќи сакавме на културолошко ниво да го покриеме сето тоа, е нормално и студентите малку повеќе да се запознаат со тоа што барем градов колку толку можеби скромно, но го нуди. Кино Милениум навистина беше кино доживување, филмско доживување повеќе за гостите кои што беа присутни. Имавме дел сегменти од филмови и секој од дизајнерите имаше можност индивидуално да го прикаже својот дизајн. 32 дизајни се прикажа и така беше. И се до вчера беше отворена изложбата, така? Се до вчера, да. Само да надополнам, и претходните, особено минатата и оваа година, или оваа завршна ревија, сакаме да излеземе од она што е стандардна, што се нарекува стандардна студентска ревија, нели? Па и она што е вообичаена стандардна ревија. А кај нас знаеме дека ревиите не се многу инспиративни кога се работи нели за концепти, за тоа како начинот на прикажување, нели идејата и воопшто. Така да мислам дека многу се трудевме да одиме ниво погоре. И особено јас сакајќи да го донесам она што некогаш го правевме, а што денес недостасува, нели тие малку по бомбастични модни ревии. Така да ова беше нешто помеѓу перформанс и модна ревија, значи едно многу повисоко ниво, далеко од она што е стандардна студентска ревија. Во тој цел концепт, она што исто е пофално за институтот, што морам да го напоменам, што мислам дека ни една образовна институција од овој калибар, нели, за дизајн, не прави како завршница она што е каталог, да речеме. Така да го имаме и каталогот на што е многу битно у суштина и каталог веќе некој не прави, дури професионалците, да речеме, така да ова студентите го имаат исто како некаков документ за она што го имаат работен. Да, кога веќе музичарите се размислуваат дали вреди да се инвестира во музички албум или новите песни да се донесат на некој поинаков начин, тогаш за каталозите на вистина и луѓето и се размислуваат. Календари веќе јас забележувам дека календари веќе не се прават годишни. Се што е печатано, да разборуваме за списание, нели, магазини и сето она. Да, се менуваат временињата, се менуваат, но секоја чест за посветеноста и за сето она што успевате на вистина професионално да го донесете. Верувам дека и студентите се многу среќни што ве имаат вас со вашето искуство, ама и со вашиот голем ентузијазам. Јас велам тоа им е уште еден испит за завршната модна ревија, затоа што го имаат можноста да видат како се тоа изгледа, нели, од цртежот, идејата, што е продуктот, па до како се пласира. Мислам, модна ревија е секогаш она што е многу важно во модниот свет.
кој што на моменти нели за време на короната мислевме дека можеме да го надминеме во дигитална нели верзија, меѓутоа останува дека модните ревии се нешто многу важно, можеби повеќе може да каже, пошто е сведок на светски модни ревии. Да. Да, ти си еден голем патник, Стеси, каде што навистина е невозможно човек да те подолго на едно место да те задржи. Каде се те однесе модата и каде во перспектива планираш да работиш? Освен во Македонија. Всушност, Милано ми е, нели, модната дома. Таму каде што навистина се инспирирам од кога станува збор за модни доживувања, за модна инспирација, за се што би требало. Всушност и понатаму што сакаме тука да го пренесеме. Мислам дека и онака ни е некако можеби најблиско до тоа што би требало да целиме надвор од Балканот, да кажам така. Но во последнава година активно сме поврзани со Париз, благодарение и на институтот и на господинот Изацури, заради тоа што во февруари направивме студентска изложба таму, потоа во март направивме изложба тука, која што беше инспирирана од настани кои што се случувале во Париз, нели, во еден поствоен период и со најголемите модни куќи и модни имиња од високата мода во тие времења, малку и едукативно за студентите тука, но пренесовме нешто што се случувало активно во Париз, кој што навистина влијаело на фактот дека се уште имаме ние висока мода во овие денешни времења. Така што целиме постепено надвор и фактот дека не ме плаши да ја допреме светската мода и всушност ми делува доста блиска. Предизвик е огромен да се... Нормално тоа ме мотивира за тука и ме инспирира за тоа. Нормално и да ги инспирираме и студентите како млади и надежни да целат кон нешто повисоко. Овие наши студенти што ви имаат вас тука и што сте им една од поддршка. мотивациите за студентите на овој институт е тоа што добиваат годишна награда. И наградата е посветена во Париз на мувката на модата. А кој не би сакал да ја добие таа награда? Браво. Делуваме две награди, всушност, една по моделизам и една по стилизам. И две студентки, за жал бидејќи оваа година само женски студенти имавме, две студентки ќе одат следната година во Париз на патување. Прекрасно, навистина. Сани не можам да не ја допрам и другата страна на твоето присуство денеска. Верувам колку убавина внесуваш во домовите на сите наши гледачи, кои што се претежно и од повозрасната генерација, верувам, а дај Боже да ги има и помлади. Но восхитува, плени твојот природен изглед, особено твојата убава бела коса, која што е хит кај холивудските звезди последниве години. И многу жени сум забележала, многу дами стремат да во периодот кога веќе интензивно косата станува се поизразено бела, да си ја донесат во својата природна подесеност, својата природна варијанта. Какви совети би им дала на нашите дами гледачки кои што секогаш со големо внимание следат се што се случува? Па добро, јас нели не знам колку е тоа забележително, меѓутоа некако сум предвестник на нештата. Така си била од секогаш. Одлуката да ја остава мојата природна, нели... Уште пред Холивуд беше, да. Уште пред да почне овој тренд, да речем. Па може би ти го тргна чекорот, па може би од тебе и видоа. Добро, ако веќе можевме на времето да бидеме пантан на моделките овде, тогаш, а не го знаевме тоа, тогаш нештата се случуваат на интуитивно ниво, мислам, на глобален план. Понекогаш се поклопуваат и тоа е чудесно, да речеме. Така да, мојата одлука беше лично моја, мислам, не знам, така едноставно почувствував. Дека е време зошто да се оптоварувам, да речеме, со она. И промената на фризурата, нели, дојде време кога сакав да ја скратам и дека гледав дека она долга коса повеќе не ми функционира, да речеме. И тоа е моментот кога треба да разберете што функционира, што не понатаму. Тоа интензивно држање до нешто што ви се чини младешко, не секогаш функционира. Треба да спречуваме зрелоста да си се покаже во целиот свој сјај. Да си бидете во склад со себе си, во мир со
себе си, нели? Баш во склад со себе си да се препознаете кој сте вие. Така, затоа и колку и да звучи. Многу споделувани се оние мисли, оние нешта по социјалните мрежи на холивудските актерки во зрелите години, кои што велат си ја сакам секоја своја брчка затоа што е одрасна се што сум доживеала и затоа што тоа сум јас, да не се тие брчки никогаш немаше да се подсетувам ни што се имам поминато во животот. Ние би говореле уште многу, но за жал времето не ни дозволува. Имаме уште една гостинка со која што ќе најавиме уште еден интересен женски пак проект кој што стартува токму од денеска. Ви благодарам многу за ентузијазмот, за времето кое го посветувате, за се она што вложувате во македонската мода, во македонските генерации, сите оние студенти кои што излегуваат од институтот на господинот Изет Цури и со некој нов проект, со некоја нова ваша конкретна идеја, се гледаме повторно во нашата утринска програма. Мене ентузијазмот се уште не ми стигнува и така нека остане. Да, се радувам што ве го пренесувам исто. Од друга страна па и таа го подгрева, да речем. Така е, сте си право. Навистина и што ги следите нашите. Благодарам многу вам за се она што вие правите и инспирирате тука на нашава утринска програма.